Здравко Дејановиќ е единствениот македонец на кому му успеало да ги искачи трите значајни врва во рок од 5 години над 8000 метри на Хималаите, но она што е импозантно и големо достигнување тоа што Здравко го направи пред неполн месец, го искачи најсмртоносниот врв на светот Анапурна на Хималаите, но скапо го чинеше ова негово достигнување, плати со двата прста на десната рака. Соговорник и гостин во ова издание на Трето полувреме е македонскиот алпинист Здравко Дејановиќ. Здравко, добре дојдовте. Како сега по нецел месец од кога го направивте огромното достигнување за вас лично и за Македонија се чувствувате, како денеска гледате на она што сте успеале да го достигнете и какви се импресиите и смирените страсти после 3 недели од големиот дострел? Чувството е потполно исто како и во самиот момент кога бев на врвот. Значи сум задоволен од постигнатото, задоволен од затоа што успеав за 5 години да изреализирам нешто што еден проект кој што на почетокот мислев дека можеби е неостварлив. Поготово тоа се однесува за врвовите К2 и Анапурна 1. И на крај мислам, се случи тие два најтешки врва што се за искачување на планетава. Јас да ги искачам заедно со тимот во кој што влеговме во овој проект, значи да ги искачиме двата врва за 8 месеци. Мислам на К2 или на Анапурна 1. Чувството е позитивно, без разлика на сите последици кои што се случија, да кажеме, имавме и трагични моменти и оваа година, и лани на К2 и на Монт Еверест. Ја би напоменал дека овие три врва, поготово овие три врва, Монт Еверест, К2 и Анапурна, се тешки за искачување, си носат голем ризик и сега, значи, и искачувањето на Монт Еверест, како што реков, и на К2 минатата година и оваа година на Анапурна, дури беа платени со животи на одредени членови од тимот. Така да повредите што ги имам на мојата десна рака се минорни и не се битни, едноставно ќе живеам со успехот кој што е постигнат. Она што ние тука го дознавме беше од кога се случи вашиот голем подвиг, од кога успеавте да го направите достигнувањето. Ќе ни кажете ли подетално колку траеше подготовката, од кога беше ваша цел да го направите овој предизвик, каде лично го гледате задоволството во достигнувањето на најсмртоносниот врв на Хималаите и воопшто во светот? Мислам дека сте 160 и поправете ме 168 човек кој што успел да го направи овој подвиг? Официјално до сега, значи пред нашиот тим да искачи Анапурна 1, официјално 165 луѓе го имат искачено Анапурна 1 и ние бевме 13, значи веќе се движи бројката на 180. Која што мораме да кажеме дека значи 165 алпинисти ја имат искачено Анапурна за 65 години, што е доста мала бројка. Овој врв е симптоматичен, е смртоносен заради тоа што се многу лоши временските услови. Станува збор за многу ниска температура, наидувате на ладни ветрови, на снегови, на лавини. Беше ли поголема опасноста од она што очекувавте? Прво ќе ви кажам, значи опасноста на Анапурна не е толку во лошото време. Опасноста е пред се во Анапурна е позната по исклучително, да кажеме, голем број на лавини и тоа скоро во целиот тек на патеката од базниот логор па до самиот врв. И најголем број, значи, од алпинистите кои што загинале на Анапурна, за жал, сите, значи, најголемиот дел се загинати од лавини. Ние имавме една таква среќа во несреќа. Тоа беше кога тренавме во искачување на самиот врв, помеѓу вториот и третиот камп на самиот почеток, значи. Нас не зафати една лавина, меѓутоа некако јас тоа го викам рабно не зафати. Значи лавина висока околу 20-30 метри, не може никој точно да процени во тие моменти. И бевме некако, значи, само отфрлени од воздушниот бран од лавината по 2-3 метри. Меѓутоа, за среќа, како што реков, никој не загина, што беше рабниот дел, значи, или ние го викаме стручно snow powder од самата лавина. И кога се смири, да кажеме, лавината, некаде на 10 метри од нас беше фактички главниот дел од лавината, оној наносот на лед, на камења, на снег.
Значи за 10 метри се избегна голема трагедија. Тука бевме сконцентрирани сите 13 искачувачи. Значи најголема дел, значи најголема опасност на напурна се лавините и исто така вертикалните, да кажеме, смерови за искачување, тука луѓе паѓаат, се проблизгуваат, тоа е. Колку време траеше искачувањето, колкав период, колку члена броеше експедицијата со која што вие бевте? Па прво ќе ви кажам дека значи најголем дел од членовите во оваа експедиција бевме истиот тим, значи од минатата година од искачувањето на К2 и тогаш дојдовме до идеја после успешното искачување на К2, кога видовме кој колку знае, кој колку вреди, да кажеме, во планинска смисла на зборот, дојдовме до идеја да одиме на, значи, на овој еден од најтешките врвови, Напурна 1. И одлучивме, значи, уз разговор одлучивме да не го правиме тоа во нормалниот термин кога е. Значи, обично аклиматизацијата на високите врвови трае во текот на април месец, а самото искачување е некаде средината на мај, кога временските услови се најдобри, кога е топло. Меѓутоа, во тој период па на Напурна контра од, да кажеме, другите врвови, лавините се најчести. И затоа одлучивме да направиме нешто што ретко кој го прави, искачувањето да биде во март месец, кога снегот е подсврс, ледот е постабилен, меѓутоа временските услови се, да кажеме, понестабилни, полоши и нормално и температурите се доста пониски. Ние очекувавме, значи, некаде на самиот врв во текот на март месец температурите да бидат околу минус 40. Меѓутоа, подпомогнато, да кажеме, од ладниот ветер, температурата на самиот врв беше, според моја лична процека, некаде околу минус 50, можда и повеќе. Меѓутоа, јас тоа го осетив оној момент кога ги извадив ракавиците на самиот врв. Едноставно прстите ми беа пресечени од толку многу ладно. Ја би напоменал дека истата ситуација сум имал и на Монт Еверест, извадени ракавици на скоро на 9000 метри. Меѓутоа на минус 40 телото трпи, да кажеме, минута-две да бидеш без ракавици и после тоа, мислам, ќе ги затоплиш рацете во текот на симнувањето. Меѓутоа, ова што се случи горе, стварно беше екстремно, да кажем, и температурата и... Колку што е значена и физичката подготвеност, толку е значена и умствената подготвеност, мотивираноста. Што ве движеше напред во тие денови, на што размислувавте, за што разговаравте во еден период кога го имавте за разговарање со другите? На првото прашање, значи, точно е тоа. Главен услов за успешно искачување на еден врв од 8000 метри е временската ситуација, значи временските услови. Ако тие се погодат, после тоа следи, значи, субјективниот момент, да кажеме, кај поединецот, како што рековте ви, умствениот, менталитетот, психолошката состојба негова, таа е многу поважна отколку физичката подготвеност за успешно, значи, искачување на еден таков врв. Задоволството е лично ваше, веројатно сте фанатик, ваша пасија искачувањето. Тоа ли беше желбата да го достигнете она што сте го замислиле, беше главниот двигател на целата работа? Па не, едноставно изгледа како лично ја спортот, значи ја цел живот се бавам со спорт, го сакам секој спорт, ја себе спортувал. Меѓутоа имам спортувано во текот на мојата младост, да кажеме, фудбал, имам ракомет и други спортови. И сега во моментот, значи, редовно се бавам, значи, со години наназад со трчање. Последниве години се бавам со трчање на маратони, на ултрамаратони. Значи, јас све од тоа сакам, меѓутоа себе си се наоѓам и се пронаоѓам не само во планините, него посебно во височините. Значи, едноставно ми одговара, да кажам, тие услови горе, да кажеме, како спортски аспект ми одговара, значи, височините, поготово над 7000 метри, ја тогаш давам се од себе. Здравко, колку е значена компактноста на тимот со кој што сте биле на патувањето и воопшто компактноста на тимот со кој што сте тргнале да го направите големиот дострел? Ја ќе ви кажам еден податок што до сега можеби го неам кажано овака. Значи, ја најчесто врвовите, зборам за не хималајските над 8000 метри, него под 8000 метри, би ги напоменал само Аконкагва 6960 метри, Мустагата 7546 метри, ги имам искачено сам.
Значи до некаде, значи тоа е моја проценка, до 7500 до 7600 метри човек може да се одлучи комплетно сам да оди. Значи да си носи сам опрема, шатори, такви работи, сам храна и е издржливо и може да се искачи тако врв. Меѓутоа над 8000 метри е неопходна тимска работа. Поготово за врвовите Монт Еверест, К2, да кажеме, Анапурна. Тука би ги напоменал уште и тие се следна моја цел Канџензонга, високо 8600 метри скоро, Нанга Парбат 8160 метри. Значи тие врвови се искачуваат исклучиво тимски. Затоа што е неопходно, значи, поставување на фиксни јажиња, неопходно е дотурање на разна опрема, да кажеме, на шатори, на храна и на боци со кислород. Значи тоа не може човек сам да го направи, па без разлика колку и да е физички и психолошки спремен. Значи неопходно е добар тим да се најде, затоа и реков на почетокот на разговорот, ние се најдовме за прв пат на К2 лани како тим составени, значи успешно го изработивме К2 и оваа година успешно го изработивме и Анапурна, меѓутоа за жал на враќање имавме двајца членови кои што загина. Меѓу членовите на експедицијата, тројца од нив биле шерпаси. Ајде да објасниме што значи шерпаси за оние луѓе кои што помалку се упатени во оваа тематика. Да, вака ќе ве поправам само, извинете. Значи оваа година ние бевме вкупно 13 члена, од кои 7 беа членови и 6 беа шерпаси. Шерпасите би напоменал само дека тоа се слободно може да се каже едно племе на Хималаите, кои што се раѓаат на висина помеѓу 4-5 метри. Би кажал, исто имам гледано во документарни програми дека нивното тело, поготово нивното срце е различно во однос на нашето срце, прилагодено, значи да функционира, едноставно да се развива на висини кај што има недоволно кислород. Значи тоа се луѓе кои што ги придружуваат сите хималајски експедиции, почнувајќи да кажеме од најславното искачување на Монт Еверест на Едмунд Хилари, значи он бил придружуван од шерпас, и сите експедиции, па и во кои што сум учествувал до сега, биле придружувани од шерпаси. Нивната улога е доста важна, затоа што најчесто они го транспортираат поголемиот дел, да кажеме, од опремата во висинските кампови. Едноставно функционираат многу поубаво за разлика од нас на височини каде што нема доволно кислород, се поконцентрирани, не знам, се појаки на тие висини. Тоа не е срамота за нас, едноставно ние сме родени на една висина, нели, од, да кажем, од нивото на морето, каде што има изобилство на кислород. Они се родени онаму каде што нема доволно кислород и нормално дека функционираат многу поубаво од нас. Ја би рекол, ги имам неколку пати наречено, нив имам кажано дека они се кралевите на Хималаите. Да, и без нив, значи, може без нив да се оди на хималајски експедиции, меѓутоа се поризични, потешки. Искачувањето е една процедура, симнувањето надоле уште една друга процедура во целиот процес, која што е подеднакво исто тешка. Како минавте на симнувањето? Точно така како што рековте, значи искачувањето и симнувањето се два различна процеса, да кажеме. И тука се прават најголемите грешки, поготово при искачување, значи секој што е таму отиден, значи крајна цел му е да го искачи врвот, па макар и да ги потроши последните атоми што викаме од енергијата, едноставно врвот го влече, го води нагоре, не размислувајќи што ќе се случи после искачувањето на самиот врв, кога е неопходно можда и поголема енергија и поголема сконцентрираност да се спуштите од самиот врв, отколку што е неопходно, да кажеме, за при искачување. А ние веќе на врвот, значи сите, тоа е правило, сме слободно може да се каже со потрошена цела енергија. И секој после тоа си е негова, да кажеме, вештина како ќе се спушти надоле. И би напоменал само дека скоро 80% од трагичните настани кои се случуваат на Хималаите се случуваат при спуштање, баш среди тоа, значи недоволна концентрација, недоволна енергија. Едноставно не дека не можеш да прорачунаш дека ја трошиш целата енергија за искачување, меѓутоа не ти е важно тоа, важно ти е да се искачи врвот, па за враќање можда повеќе се молиме на Господ за успешно враќање отколку на самите себе.
Здравко, што е со исхраната во тие денови? Се барали посебен режим на исхрана, посебни продукти за конзумирање? Па би кажал само дека не се бара ништо посебно, него едноставно природата си го наметнува тоа горе. На поголемите висини, поготоа над 6000 метри, не постои можност за варење, да кажеме, на некаква храна. Поточно мислам на шпагети, затоа што најчесто и во базниот логор, да кажеме, ете за Напурна, кој што беше на 4000 метри, има два главни продукта кои што се вклучени во едењето, тоа се шпагетите и оризот. Од една страна тие се доста енергетски, се препорачливи, меѓутоа од друга страна и се најмалку захтевни за припремање. Со многу малку потрошена енергија, да кажеме, на газ или на такви работи, таа храна може да ја припремиш. А веќе над 6000 метри тоа не е возможно, па користиме некои дехидрирани храни, во кои што исто, мислам, ориз најчесто, во кои што само загреваме колку може да се загрее вода и ставаш во, да кажеме, во самата посада и малку ќе се затопли оризот и тоа не е единствена храна која што е апсолутно неприфатлива за организмот, не е ни вкусна, ти се гади кога јадеш, меѓутоа тоа е единствениот начин да дојдеш до каква таква енергија на тие висини. Колку време е потребно телото да се прилагоди на нова средина? Тргнувате од овде, стигнувате на толкова висина, се враќате назад. Колку време ви беше потребно за да се адаптирате на тукашната средина? Да, ќе ви кажам точно, некаде од прилика е околу 30 на дена траат аклиматизациите. Би објаснила аклиматизација, стигање до нека одредена висина од прилика до 7000 метри. Го викаме ние тоа ротација, неколку пати идеш до 5, да кажеме, па се враќаш базниот логор, 6, па се враќаш базниот логор. Некаде последна граница за аклиматизација е 7000 метри и тоа некаде трае околу 30 дена. После тие 30 дена се одмараш неколку дена во базниот логор, се чека добра временска прогноза. Стручно тоа се кажува, се чека прозорец, односно да се отвори самиот врв, да нема јак ветер, да нема олујни услови, снег да не паѓа. И тогаш се оди према самиот врв и искачувањето на самиот врв од базниот логор обично трае 5 дена и враќањето назад 2 до 3-4 дена. Заборавив да ја прашам претходно во главниот дел кога го кажувавте искачувањето со базниот логор, поврзаноста, дали темпирате кога ќе биде искачувањето да биде ден или ноќ или не се предвидува точно во колку часот ќе ве најде целта? Тоа предвидено затоа што најсигурно и најбезбедно е на самиот врв да бидете рано од сабајле, да кажеме 7, 8 саат, 9, меѓутоа крајниот лимит некаде е 13 часот за да се стигне до самиот врв. И обично се трга навечер, некаде околу 9, 10 до 11 часот, навечер, се трга и во движење си према врвот во текот на целата ноќ. И се гледа, рано на сабајле да стигнеш на самиот врв и за да можеш во нормални, да кажеме, услови, потоа како што ви кажав и претходно, тогаш си поизморен, си понеконцентриран, при светлина во текот на денот да се вратиш до последниот камп, кој што е некаде на помеѓу 7 и 8000 метри и таму имате време една ноќ да закрепнете, да кажеме, со течност и се и да може безбедно да се спуштите до базниот логор. Изгубивте 2 члена од експедицијата и вие скапо ги плативте последиците. Како го поднесовте сево ова? Па ја мислам секој еден што ќе се одлучи да оди на високи врвови, над 7000 метри поготово, каде што се чести овие трагедии, да кажеме, секој еден треба да е спремен да, ако дојде до таква ситуација, да поднесе некоја жртва, дали е тоа измрзнатини, дали е некоја повреда, скршеница или било што. И секој еден најверојатно исто и јас го има тоа чувство дека може да се случи и да не се врати од таму, мора да биде спремен на тоа. Мора да биде спремен и да ги прифати последиците кои што ќе бидат. Ја имам проблем со овие 2 прста, меѓутоа за мене тоа не е некој посебен недостаток, можам да живеам без тие 2 прста понатака. Меѓутоа и да се случише и некоја поголема трагедија, да кажеме, губење, луѓе губат таму и раци и нозе. Се е тоа однапред израчунато и мислам, ако се искачи врвот, дека последиците кои што ќе се појават, се полесно се поднесуваат. Може да би било потешко да се случи нешто, а да останете без искачен врв.
Колку време ќе ви биде потребно за одмор, за регенерирање до вашиот следен предизвик? Па ја имав план, значи мојот првичен план беше ако се искачи Анапурна, ја не ни помислував, мада ви реков претhodно дека посвесно секој е спремен на некои повреди. Ја не ни помислував дека ќе ми се случи нешто и првичниот план беше од Анапурна директно да заминам на еден друг врв кој што е исто доста познат, се вика Лоце и е висок 8520 метри. Меѓутоа настанаа повредите, морав тука да се вратам и мислам дека во наредниот еден месец ќе закрепнам и веќе имам план за јуни месец да одам во Пакистан во искачување на врвот Нанга Парбат, кој е висок 8160 метри и некако луѓе што ги имат искачено, да кажеме, сите 14 врва, Нанга Парбат го рангират како трет по тежина после Кадва и Анапурна. Веќе имавте една презентација во Даре Джамба, за да напоменеме за сите заинтересирани дека најавувате уште една видео и фото презентација на. Да, презентацијата беше вчерашниот ден на 16 април. Имаше голем интерес и салата не беше доволно голема да ги собере сите кои што имаа желба да следат презентацијата. Па еве ќе најавиме, мислам дека од понеделник точно ќе се знае кој ден ќе имаме уште една презентација за тие што не успеа вчера да следат. Во меѓувреме како ја одржувате кондицијата? Па во меѓувреме повредите не дозволуваат воопшто физичка активност, имам повреди, ние само ги спомнуваме прстите на раката, на десната рака, меѓутоа имам измрзнатини на нозете. Мислам дека ќе потрае, како што реков, уште еден месец ја комплетно да закрепнем и да можам да продолжам со физички активности. Сега во моментот сете поише одмараме. Хималаите ви се омилен предел за искачување? Па би напоменала само дека све што вреди надвор од Хималаите, тоа се да кажеме како највисок врв во Европа Елбрус во Русија, го имаме искачено 2005 година. Надвор од Хималаите Аконкагва е доста интересна, тоа е највисок врв на Андите во Јужна Америка и него го имаме искачено. На Памир имам искачено Пик Ленин, кој што е висок 7100 метри. Тибет Мустагата, кој што се надвор од Хималаите, сите овие врвови 7546 метри. Значи се што е надвор од Хималаите вредно го имам искачено и нормално остануваат како главен интерес Хималаите со, да кажеме, со тие 14 врва кои што се повисоки од 8000 метри. Ја почнав, да кажеме, обично луѓе одат ги искачуваат прво полесните врвови од 8000 метри што се, меѓутоа ја почнав од највисокиот и еве овие двата најтешки, па ќе продолжиме понатака, да. Еве што би го советувале следниот човек со кој што би биле во контакт, а сака да го направи вашиот предизвик, на што налетавте вие што претходно не знаевте на ова ваше достигнување, што највеќе ве изненади и пријатно и непријатно? Па би кажал точно дека на Монт Еверест она што го имав како информации пред да одам, малтене тоа и се случуваше таму, значи немав никој изненадување. На Кадва бев спремен и за, да кажем, и за пострашни работи, нешто и се видео тие страшни работи таму, од тежината, да кажеме, од самата заактивност на планината. Меѓутоа не бев и таму нешто посебно изненаден. Анапурната буквално е целата изненадување за мене, затоа што од она што очекував, ја кажував и по други медиуми, доживеав нешто многу потешко. Поготово, значи, самите услови на врвот, значи, таа минусна температура, може би поголема од минус 50. Значи, тоа е единствено изненадување. А некој следен наш македонец кој што би одел на вако врв, ја мислам, немам нешто посебно што да му кажам, затоа што и јас добиав некои информации, да кажем, преку интернет, меѓутоа, од прилика следниот би знаел што го очекува и мислам дека секој, значи, субјективно ги гледа работите, субјективно ги чувствува, зависно колку си психолошки спремен, колку си физички спремен. Мислам дека ќе треба наредниот сам да си се челича горе по Хималаите и така. Значи, советите не би помогнале многу, затоа што едно е да му кажеш на некој нешто, да му предочиш, меѓутоа друго се доживува тоа истото горе и секој различно го доживува. Здравко, во контакти со другите алпинисти од нашата држава, кои се омилени предели, кои се најголеми цели кои што се посакувани за остварување на нашите алпинисти?
Па не би рекол, значи не може да се делат наши, не знам, бугарски, српски, него или си високогорец, или си алпинист. Значи на секој алпинист, ја мислам, било каде да е у светот, значи главна мета или главен таргет му се К2 Анапурна. Има и некои, да кажеме, алпинистички, не знам, некои предизвици кои што се пониски од Хималаите. Ги има и тука во Европа, тоа се искачување на Ајгер. Не е многу висок на Алпите, меѓутоа е доста алпинистички тежок. Би напоменал во Патагонија, тоа е во Аргентина, Фицрой, Серо Торе, тоа се, да кажеме, доста тешки, можеби најтешки од тие пониските алпинистички предизвици и врвови. Јас ви благодарам за одвоеното време, уште еднаш честитки за големиот успех и се надевам дека за скоро време ќе имате повторно сила и желба да продолжите да правите уште поголеми дострели. Па се надевам, ете реков, јуни месец не е многу далеку, ако се закрепне, ако финансиски се затвори таа конструкција, Нанга Парват исто е голем предизвик, па се надевам, ете за кратко време ќе имаме можност пак на гледачите на Вести 24 да им презентираме една убава информација. Здравко Дејановиќ во трето полувреме со неговата приказна за последното големо достигнување како за него лично, така и големо за нашата држава. Се надевам дека успеавме одблиску да ја доближиме неговата приказна. Бидете со нас и во следното издание во понеделник во 19:15. Довидување.